Доколку уставните промени до крајот на оваа година не бидат спроведени, постои реална опасност земјата да западне во изолација, особено ако се реализираат најавите од Брисел дека може да дојде до одвојување. Поточно, Албанија да го продолжи патот кон Европската унија, а Северна Македонија да чека некакви подобри денови. Во вакви околности ситуацијата може да биде уште подраматична, особено што живееме во мултиетничко општество. Според универзитетската професорка Ана Чупевска, секој народен предлог би можел да биде многу полош од францускиот. Целото интервју со професорката Чупевска во продолжение. Професорке, додека дома тече поставката за уставните промени, во Софија се иницира 24 мај да стане национален празник во Бугарија и овој датум да биде ден на бугарското слово. Каде води ваквата политика на Софија на присвојување на историските факти? Па добра ви е оваа констатација, затоа што вистина се препознаваат елементи за тенденциозно апроприирање и национализација на она што го третираме како се словенско културно наследство. Меѓутоа, сметам дека ние мора да стоиме стабилни на својата оска и вакви работи да не нас засегаат во иднина во рамките на комисијата, во рамките на нивните преговарачки работни состаноци, веројатно ќе стане збори за тоа. Немам информации, меѓутоа мислам дека не треба да се оптоваруваме никако јавност, ни политички со овој потек. Они се баш кај што они се во една многу неповолна положба. Радев тука е фигура која што сите знаеме какви ризици носи и убедена сум дека не треба да речам да не испровоцира еден таков гест. Туку да се бидеме кул, што се вика, и да си стоиме ние на нашиот пат и нашите цели кои што ги имаме поставено, а тоа е членството во Европската унија. Уставните измени влегоа во собраниска процедура без поддршка на опозицијата. Какви според вас би биле реперкусиите врз државата ако до крајот на годината бугарите не бидат внесени во преамбулата на уставот? Па прво не станува збор само за бугарите, туку станува збор за групи на народи, односно посебни културно-идентитетски заедници, како евреите, словенците, хрватите, црногорците, египјаните. И тоа произлегува од сетот на копенхашките критериуми со кои што ние сме врзани во смисла на почитување на човековите права, вклучително и правата на припадниците на помалите заедници. А реперкусиите неколку пати се адресирани од повеќе страни. Еве, скоро сите високи функционери дојдоа, не посетија, не дадоа поддршка. И индициите се дека може да влеземе во втор бран на изолација. Таа изолација може да доведе до некоја внатрешна имплозија која што дури би можела да ги заследи меѓуетничките линии, посебно имајќи го предвид можноста дека Албанија може да трне напред, а ние да останеме во место и на крајот на денот нов бран на авторитаризам од кој што ние не би можеле така да се извлечеме како минатиот пат. И што е најважно, шансата која што сега имаме, не верувам дека ќе биде, не можеме да имаме во некоја подалечна иднина подобра шанса, само можеле да имаме полоша шанса. Сега, за жал и за среќа, геополитичкиот контекст го отвара тој прозорец на можности и за нас, кои што мора да го искористиме ако сакаме известност, иднина известна. Не, се друго е неизвестност и ролер костер во една најлоша можна варијанта. Бевте дел од работната група за уставните измени. Како ги доживувате критиките дека тие се на штета на националните интереси? Видете, со оглед на интензитетот на пропагандата против уставните измени, која што доаѓа и потпомогната дури и од трети страни, не ги сваќам лично, бидејќи тие немаат никаков остов. Оно што сакам да го порачам и одговорно го тврдам како член на работната група, апсолутно со ништо не е загрозен македонскиот идентитет со уставните измени, со предлогот за уставните измени. Напротив, цврсто стои во рамките на нашиот воспоставен правно-политички поредок, во ни една аспект не отстапува и граѓаните нема од што да се плашат. Едноставно се признава
правата на припадниците на сите заедници кои што живеат тука. А Македонија од секогаш, дури од времето на Крушевската република, до денеска го негува политичката култура на соживот и од тука апсолутно нема ништо страшно да се случи, само добро може да се случи, а тоа е откочување на процесот за пристапување на земјава кон Европската унија, а тоа по автоматизам значи поизвестна иднина, по откочувањето за брзана интеграција, нели со новата методологија, што е исто така еден исклучок во наша корист апропо членството во Унијата. Да, очекувате ли дека посредбата на американската амбасадорка Агелер со премиерот Ковачевски и председателот Мисковски ВМРО ДПМН би можела сепак да ја приспита одлуката и да гласа за промена на највисокиот правен акт, и што би значило евентуално одвојување на Северна Македонија и Албанија на патот кон ЕУ? Па искрено се надевам дека таа средба ќе потпомогне да омекнат ставовите во опозицијскиот блок, бидејќи верувам дека ќе ја свати одговорноста што има. Од друга страна, многу ми е жал што странскиот фактор е посвесен од некои субјекти тука, конкретно нели Мицковски, да изминативе година дена толку луѓе дојдоа да укажат, да го замолат, да му помогнат да се охрабри да ја донесе одлуката, и сега ние 30 години сме давале жртви, последната со Преспанскиот, вистина сме дали големи жртви за да дојдеме да исполниме нашата конечна, значи до кровот на куќата сме дојдени, за да исполниме нашата стратешка цел, и сега еден таков рапиден и ригиден евроскептицизам одеднашка вистина би било погубно за нас. На претходно кога ме прашавте, споменав дека доколку се случи да не се реализираат уставните измени и Албанија посака да тргне напред, не сакам ни да мислам во какви црни сценарија може да влеземе. Вие гледате во регионот дека е во една злоупотребена позиција на подкосрување и на отворена можност за прокси војни кои што се нели на линија на глобалните проблеми апропо нападот на Русија врз Украина, и уште е сензитивен регионот и подлежи на сериозни нели дестабилизацијски можности. Ние имаме капацитет, само малку ни треба храброст за да продолжиме таму каде што сме тргнале уште пред 30 години. Очекувањата ми се повеќе врзани за верување од што реално што можам да предвидам. Верувам дека ќе направи вистински избор во овој клучен момент за земјата.